Тато, не може внатре да ти кажам, ама губи ме надеж. Пред да исчезне, го раниле полот. Ранет паднал во море. Добро. Молам, Абдулхеј. Снајке, мислам дека знам како да го најдеме братот. Што ќе правиш? Ако го фатиме овој Шамир, тогаш многу лесно ќе го најдеме и бата. Мора Шамире да го повикаш да даде изјава. Го повикав, ама мислам дека нема да биде од корист. Ќе би идеја ако јас лично го прашам. Ова ми е единствена шанса за да го најдам тој Шамир. Нема да можам поинаку да го пронајдам. Ќе ве убијам. Отворете ја вратата. Ајде, влези. Ајде, влегувај. Ајде. Добре дојде, бато. Не сум добре дојден. Збореше за бато? Го виде? Откаде те знам, тебе треба да те прашам. Каде беше за последен пат? Бато, не ни извести замина. Каде отишол? Не знам, бато. Како можевте сам да го пуштите братот? Ти реков дека не ми кажа ништо. Како тоа не ве известил? Штом не ве известил, се требале да знаете. Бато, кај беше ти? Закопував еден човек, бев многу зафатен. Кој ќе излеземе од тука, ќе закопам уште неколку луѓе. Бато, тешко дека од тука ќе излеземе. Нема да не остава да останеме во Турција. Отвори ја вратата. Уште некого носат. Абе, безобразни, што сакате од жена? Оставете ја. Абе. Добро се знаке. Добре сум, мамати. Бебето? Добро. Знајко, има ли новост од батополот? Не.
Не оздраве, за да можеш да победнеш. Одмори се малко. Ке те застрелят без да мръднеш 2 метра. Ожедна е малко. Имаш пиелок. Добре дојдовте, председателе. Господи Лале, добро сте како што гледам. Добре дојдовте. Добро ја најдовме, господи Лале. Здраво, пријатели. Здраво. 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 Проблем стана во Кандил со смртта на пријателот од Сирија Лале. Ви спремив извештај во врска со тоа, заедно со КДЖК, председателе. Не дојдов да ги читам оправдувањата. По метрополата има голема црна дупка. Вашите револуционерни духови почнале да исчезнуваат. Со борба, со оружје, создадовме еден народ. Сега тој народ треба слободно да живее. Затоа мора да се испланира алтернативна држава до Турција. Народот треба да има свое собрание, да има свој суд, и исто така и да има свој факултет. Господине, според директивите дадени од ваша страна, сакаме да започнеме. Со некои работи сакаме да действуваме. Низ кои обуки поминале пријателите кои ќе работат на оваа работа? Сите пријатели имаат револуционерни ставови и специализирани се во својата област. Јас одлучувам за тоа. Сите сакам поединечно да ги видам. Председателе, мислев дека немате време и затоа не ги повикав. Уште некоја време ќе бидам тука. Со пријателот Джемал ќе работиме на начинот на организирање и ќе се вратам. Повика ги сите пријатели. Лично сакам да ги видам. Секако, председателе. Народот ќе ја покаже својата поврзаност кон организацијата преку паричните донации. Ќе направиме листи и како Турција ќе си собираме своји даноци. На тоа поле ќе имаме проблеми. Револуцијата обожава тешки периоди, господи Лале. Секој ден е важен за организацијата. Заврши периодот на соработка со трети лица. Од сега секоја постапка ќе не биде однапред испланирана. Господин Джемал е единствениот надлежен назначен од моја страна за финансиите. Ѓевер, аме малку стави ми сол. Сум остарела. Имдат. Порано се движев по 80 километри и немав гајле. Вујче, метрополова го прави пасивен човека и нозете и паметот му стануваат пасивни. Зар Джемал те научи на вакви зборови? Не, Вујче, така велат револуционерските лидери. Какви лидери?
Джемал, дознавте каде е? Само што почнавме да испитуваме, па ти дојде. Не и се. Овде се наоѓа. На оваа адреса. Добро, утре ќе одиме рано, тамо ногаве ми се подуха. Овие постојано го менуваат местото за З. И ти не утепа бе, Мико. Само ако посакам, тој Джемал и во глупчешка дупка да влегол. Ако тука важи твој збор, во Метрополисот важи мојот збор. Бато, Кажи, Сабри, кој? Сабри. Ајде одиме. Жахмеран, да не има некакви проблеми со преносот на швецуваната роба. Долго време нема роба. Одлучивме да не соработуваме со тебе. Погрешна одлука се донеле.